Со официјално означување на почетокот на градежните работи започна реконструкцијата на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, проект кој треба значително да го модернизира и прошири капацитетот на овој важен туристички транспортен центар. Според најавите, работите треба да завршат до крајот на мај, додека отворањето на реконструираниот дел се очекува во текот на летото. Проектот предвидува создавање на околу 4500 квадратни метри функционален простор, што ќе овозможи поудобно и поефикасно искуство за патниците, како и подобри услови за работа на персоналот, граничната полиција и царинските служби. Премиерот Христијан Мицкоски го оцени почетокот на реконструкцијата како историски момент за Охрид и целиот регион, истакнувајќи дека се очекува значителен раст на бројот на патници. Тој посочи дека веќе има зголемување на патничкиот сообраќај, како и разговори со туроператори кои би донеле голем број туристи, вклучително и можност за стотици илјади ноќевања надвор од главната сезона. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски нагласи дека станува збор за прва сериозна реконструкција на аеродромот од неговото постоење, која ќе донесе голем капацитет, подобра услуга и нови можности за развој на туризмот и бизнисот. Генералниот директор на ТАФ Македонија Неџат Курт информираше дека инвестицијата изнесува околу 2,7 милиони евра и опфаќа проширување на терминалот, зголемување на бројот на шалтери, подобрување на безбедносната зона, нов ресторан, административни простории, како и нови капацитети за полицијата и царината. Тој додаде дека и покрај градежните активности аеродромот ќе продолжи да функционира непречено. Со оваа инвестиција Охрид дополнително ја зацврстува својата позиција како клучна туристичка дестинација, со подобрена поврзаност и услови за прием на што поголем број посетители. Голем пожар избувна во дискотека во германскиот град Кел, при што околу 750 гости биле навремено евакуирани, соопшти полицијата, а за сега причината за пожарот останува непозната. Пожарот започнал околу 3 часот и 45 минути во популарниот клуб К, пошто брзо се проширил, ја зафатил целата зграда. Според првичните информации, во моментот на инцидентот во објектот имало голем број посетители, но благодарение на брзата реакција избегната е поголема трагедија. Во гаснењето на пожарот учествувале најмалку 80 припадници на противпожарните и спасувачките служби, кои со часови се бореле со огнената стихија. Полицијата веќе сослушува сведоци со цел да се утврдат причините за избувнувањето на пожарот. Дискотеката важи за едно од попознатите места за ноќен живот во регионот, особено поради близината до Страсбург, од каде редовно доаѓаат посетители. Објектот има капацитет од околу 1500 гости. Според надлежните, соседните објекти не се загрозени. Истрагата за причините продолжува. Управата за јавни приходи најави засилени инспекцијски контроли насочени кон сузбивање на неформалната економија со фокус на компании кои вршат дејност без регистриран фискален систем. Според податоците на УЈП, дури 6451 активен даночен обврзник со вработени нема регистрирано фискален апарат за евидентирање на готовински плаќања. Станува збор за субјекти од различни сектори, меѓу кои трговија, угостителство, сметководствени услуги и туристички агенции. Дополнително, 3115 од нив се регистрирани за ДДВ, што укажува дека вршат редовна деловна активност, но без соодветно пријавување на прометот. Во првата фаза, контролите ќе бидат насочени токму кон овие субјекти со цел нивно итно усогласување со законските опрески. Од УЈП информираат дека се идентификувани уште 13966 даночни обврзници без фискални уреди, за кои ќе следуваат теренски проверки и вкрстување на податоци. Од управата предупредуваат дека доколку се утврди непријавување на промет и избегнување на даночни обврски, покрај прекршочни санкции ќе бидат покренати и кривични постапки. Законските утредби налагаат секој субјект што работи со готовински плаќања да користи фискален апарат, да го регистрира и да издава фискална сметка за секоја трансакција. Непочитувањето на овие правила може да резултира со парични глоби и затворање на објектите. Од УЈП апелираат до сите компании без фискален систем да се усогласат што е можно побрзо, нагласувајќи дека борбата против сивата економија останува еден од главните приоритети. Советникот за надворешна политика на рускиот председател Владимир Путин Јуриј Ушаков ги повика САД да извршат притисок врз Украина со цел прифаќање на условите на Москва за прекин на војната. Тој изјави дека Вашингтон има доволно влијание за да придонесе кон постигнување договор.
Од Москва веќе подолго време инсистираат на прекин на западната војна помош за Украина, како и на повлекување на украинските сили од делови од источниот регион Донецк. Сепак, украинскиот председател Володимир Зеленски ги отфрла овие барања, нагласувајќи дека тие се неприфатливи за Киев. Во последните изјави, Зеленски посочи дека САД предложиле повлекување од одредени територии во замена за безбедносни гаранции, но повторно ја отфрли таа можност. Истовремено постои загриженост во Киев дека евентуалното намалување на американската војна помош, особено во делот на противвоздушната одбрана, би можело да ја ослаби позицијата на Украина. Во меѓувреме, украинскиот председател оствари посета на Блискиот Исток, каде беа потпишани договори за војна соработка. А украински експерти веќе учествуваат во активности поврзани со одбраната од напади со беспилотни летала. И покрај зголемените тензии, Киев и Москва изразуваат подготвеност за продолжување на разговорите со посредство на Соединетите Американски држави, што остава простор за дипломатско решение, иако разликите меѓу страните остануваат значителни. Оваа седмица времето ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд. Од управата за хидрометеоролошки работи велат дека од денеска под влијание на циклонска активност се очекува нестабилно време. Врнежите ќе бидат пообилни в среда и четврток, кога на одделни места се очекува да наврнат и над 20 литри дожд на метар квадратен. На повисоките планински подрачја врнежите ќе бидат од снег. Во текот на неделата ќе дува умерен, повремено и засилен ветер од северен правец. Денеска времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен северен ветер кој повремено ќе биде поизразен дожд по Вардаријето. Утринските температури на некои места ќе се спуштат под нулата и ќе достигнат до минус 4 степени, додека максималните дневни ќе се искачат до околу 18 степени. Во Скопје се очекува променливо облачно време со сончеви периоди и слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура ќе се движи од околу 4 до 15 степени.